3 месеци шумската полиција во Прилеп е оставена без единственото возило со кое шумските полицајци излегуваат на терен. Возилото е во дефект, а нејасно е што се чека толку долго време за да се поправи. Во моментов огромен регион на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани е оставен на милост и немилост на дрвократците, кои и без ова во изминативе години направија вистински пустош во Прилепско. Сега нема кој да го спречи овој криминал. 13 шумски полицајци во Прилеп во моментов не работат ништо. Од шумската полиција во Прилеп не сакаат да дадат изјава, но велат дека се чекало на тендер за поправка на возилата и се надеваат дека тоа ќе биде завршено за брзо. Признаваат дека се чека предлого и дека едно возило, како и 13 шумски полицајци, се премалку за покривање на целиот регион, но со децении за ова државата нема слух. Велат во овој период кога немало возило, за своите активности имале одредена соработка со регуларната полиција во регионов. Инаку како доказ дека државата воопшто не се грижи да го стопира овој криминал во Прилеп, зборува фактот што тој со години се случува пред очите на сите институции, но никој не презема буквално ништо. Секој ден, само по патот на Кевештачкото езеро кај Прилеп, поминуваат десетици специјално направени возила за превоз на дрва, но за жал, тука полиција скоро и да нема. Овие возила без траф полнат гориво на бензинските пумпи во Прилеп и без траф истите се поправат кај автомеханичарите. Се кради на претвор кај селата Дрен, Смолани, Царевиќ и Никодим, а поради неисправноста на овие возила на патот Прилеп градско, за неколку години имаат загинато тројца дрвократци. Овие возила се опасност за целата околина. Општина Долнени пак е погодена во реонот на селото Црнилиште. Што е уште потрагично, бидејќи во Прилеп повеќе и нема што да се кради. Сега дрвократците одат преку преминот Дервен во Велешко, од каде што дрвата завршуваат на црниот пазар во Прилеп. Доколку државата не превземе за брзо нешто, Прилеп ќе биде претворен во вистинска пустина.